Добар ден, драги гледачи. Тина, шо е вака темно? Се штеди, Тео, се штеди. Сметките претерано високи? Не знам. Највисоки до сега. Ти дојде ли висока сметка? Јас да ти кажам, јас се уште не плаќам, дома на моите оставам, затоа ми е ладна глава. Како ми личи, плаќал, не плаќал, ке ти се обратат да помогнеш. Драги наши, ние стартуваме со црвена линија. Она што е сигурно дека од сега па натаму ке треба да се штеди, бидејќи веќе пристигна и првите сметки за јануари, па она што очекуваме да ни се јавувате на 02307-6677 и да ни откриете колкава е вашата сметка за месец јануари за струја. Така, мислам дека е време и да ги подсетиме што не сме да пропуштат вечерва. Така, вечерва секако не смеете да пропуштите топ тема. Она што ќе гледате вечерва е следно: партиите заробени во сопствените агенди, зошто нема консензус за клучните прашања, дали историјата и конкурира на политиката, за и против отварање на Уставот, колку се блиску или далеку следните избори. Во топ тема вечерва дебатираат Илија Димовски, Андреј Петров и Сефер Селими. Гледате топ тема во 19 часот и 15 минути со Сања Васик. Тоа вечерва ќе гледате и не смее да пропуштите, а денеска што ќе гледате, црвена линија со мене и Тина, да видиме главната тема која ни е. Главната тема ни гласи: дали со сметка за струја треба да се испорачува и лек за смирување? Колку е вашата сметка за струја за јануари? Така, ве очекуваме на 023076677, а секако направивме и анкета, така да Тео веднаш е подготвен да види како се движат работите. Да, ова е само почетокот, да ја посетиме дека анкетата постои на нашите социјални мрежи, на Телма телевизија, исто така и на црвена линија на Facebook и Instagram. Анкетата вака гласи: колку е вашата сметка за струја за јануари? Над 5000 денари, под 5000 денари. Крајните резултати ќе ги откриеме после рекламите. Така, додека си ја подготвувате сметката да ни откриете во црвена линија, ние секако ќе повториме она што го подготви нашиот драг колега, секако да погледнеме Огнен Чанчаревиќ и со последните случувања врзани со поскапувањето на струјата. ЕВН бара пролонгирање на рокот за плаќање на декемвриската и јануарската фактура кон ЕСМ за набавената струја за снабдување на домаќинствата. Викендов од ЕСМ доставиле официјално барање до ЕСМ за одложено плаќање во траење од 6 месеци за двете фактури, кои тежат вкупно 32 милиони евра. Од ЕСМ пак барањето е препратено до владата, која ќе треба да пресече и доколку го прифати да издвои нови средства од буџетот за да ја пополни дупката која ќе се отвори во ЕСМ. Од ЕВН информираат дека во моментов се на граница на ликвидност и поради тоа побарале одложено плаќање и државна интервенција, бидејќи трошоците се далеку поголеми од приходите. Според информациите на Телма, дупката во финансиите се јавила поради повисоката цена која се плаќа кон ЕСМ, како и набавката на струја од слободниот пазар за да се покријат кражбите и загубите во мрежата, а веќе се искористени и сите можности за кредитирање од домашните банки, што е нотирано и во барањето до владата. Бараме одложување на плаќањето поради нарушена ликвидност, бидејќи трошоците се поголеми од наплатата. Тоа практично значи дека ЕВН ги субвенционира корисниците, а со тоа креира огромни загуби. Се надеваме дека наскоро ќе се најде решение. За сега нема најави од ЕВН дали ќе бараат пролонгирано плаќање и на февруарската, мартовската и останатите фактури кон ЕСМ. Од владата потврдија дека е примено барањето на ЕВН, а според информациите на Телма, ова прашање ќе се разгледува и денеска на состанокот на Економскиот совет и на утрешната владина седница. ЕСМ и ЕВН склучија 6-месечен договор, според кој ЕВН, како универзален снабдувач, ќе купи 1,8 милиони мегават часови струја од ЕСМ по цена од 41 евро за мегават час, за да ги покрие целокупните потреби на струја за домакинствата и за таа цел треба да одвои над 75 милиони евра. Повторно сте во црвена линија, оно што го погледнавте е прилогот кој што го подготви Огнен Чанчаревиќ. Меѓу другото, веќе ни јавуваат од режија дека ги имаме и првите гледачи во црвена линија. Добро вечер. Ало. Добар ден, добро вечер. Секој добро, во црвена линија сте. Добро вечер. Колкава ви дојде сметката за струја за месец јануари? Ја добивте ли? Добро вечер. Јас сум гледач од Тетово. Поздрав до Тетово. Сметката за
од Тетово. Сметката за струја овој месец ми беше 8.200 денари. Така, тоа е нешто што редовно го добивате како пресметка или? Или е драстично покачено? Проблемот не е само у сметката и Во што е А во проблемот? што е, да? Проблемот у нередовното читање на саатите, у ставањето на паушали и тука се ствара сомнеш у она правото читање и правата потрошувачка кај што се дешава кај потрошувачите. Дали може би реагирате, какви одговори добивате со оглед на тоа што... Сум реагирал, они имаа еден телефонски број, кај што они имаа телефонски број еден, кај што ако не дојде инкасаторот или тој што треба да прочита сметката, ако се јавиш на тој број, негде околу 100 до 150 денари ти земаат од сметката од телефонот, за тоа што си се јавил да ги пријавиш саатите за читање. Ова е интересна информација. Пред се благодарам што се вклучивте во Црвена линија. Секако останете до крај со нас. Одиме со следниот гледач. Добро вечер, добар ден. Дали се слушаме? Добар ден, добро вечер. Намалете го тонот на ТВ приемникот секако. Ало, Да, Да. во Црвена линија сте. Секој е добро, Да. повелете. сакам да прашам. Слободно. Се јавувам од Прилеп. Поздрав до Прилеп. Ние кај нас немаме инкасатор за да ни ја чита струјата. 3 месеци не ни е прочитана струјата А пристигнуваат ли сметки? и сега сметката мене ми стигна 7.700 денари. Тоа е големо. А не тераат сами да си ја читаме. Ние не знаеме како да ја прочитаме сметката за да пратиме таму сметка и на еден број се јавуваме, тој број воопшто не се јавува. Почекајте и тоа е. Дали оваа сметка е многу поголема и повисока од претходните сметки кои што ги добивавте последна? Повисока е оваа сметка сега што добро се греам на струја, мислам на печка, ама па ептен е многу повисока. Прошлиот месец 4.000, сега 7.700. А дали пример за таа цифра што е сметката, таа количина на пари, дали потрошивте толкава големина на струја? Како не ве слушнав? Не ве слушнав што реколте? Од што е толку висока сметката, дали потрошивте толку многу струја или е нешто друго? Па сега не знам, никој не дојде да прочита за да ни каже Еве, ќе како. ви дадем Никој не ни информација чита. дека на сајтот И на за- Евана- Немаме инкасатор. Така, на сајтот на Ивана да знаете дека има инструкција, објавено е како можете сами да го прочитате броилото за струја. Тоа било за сега што се однесува од гледачите, бидејќи секако во продолжение имаме соопштение. Пред се ќе се заблагодариме на господјата Ленче Карпузовска, менаџер за комуникација во Евана Македонија. Па еве што се вели во соопштението на Евана. Сметките за електрична енергија во зимскиот период вообично се повисоки од другите месеци, со оглед на тоа што, за жал, повеќето граѓани немаат друга опција за грејење. Дополнително во Скопскиот регион регистрирана е зголемена потрошувачка на електрична енергија поради догревање во деловите кои се снабдуваат со топлинска енергија, а според корисниците имаат одреден проблем во снабдувањето. Имајќи ги предвид овие фактори, зголемувањето на цената на електрична енергија од 1 јануари 2022 има минимална улога. Во некои од прашањата на корисниците за сметките се утврди дека во најголемиот дел се работи за точно потрошени киловат-часови, колку што е во сметката, а во некој случај стануваше збор за проценета вредност поради непрочитано броило или порамнување од претходно непрочитан период. И покрај тоа што со Закон за енергетика, мрежни правила и правила за снабдување е пропишано отчитувањето на броилото да се извршува еднаш годишно, екипите на електродистрибуција тоа го прават секој месец. Но се случува броилото да не се отчитува поради различни причини.
Корисникот е одсутен, не е дома или во објектот, спречување на екипите за отчитување од страна на корисникот, непристапност до мирното место поради тешките временски услови, боледувања, изолации поради коронавирусот и така натаму. Отчитувачите на ЕВН се категорија вработени кои најчесто имаат контакт со корисниците и со тоа се најизложени на опасност од зараза со коронавирусот. Доколку се случи да не е прочитано брилото, зашто е фактурира препоставена вредност како просек од потрошувачката во последните 12 месеци, корисникот може да пријави состојби преку веб страната evn.online.mk, преку мејл, телефонски и во приемните канцеларии на корисничките енергоцентри на електродистрибуцијата, при што нашите служби ќе ги направат соодветните корекции. Предпоставената фактура не значи по автоматизам повисока фактура за електрична енергија. Истата може да содржи и пониски предпоставени вредности на потрошувачка од реалната во тој месец. Исто така, повисока сметка од очекуваната може да се должи и на веќе направеното порамнување по прочитана состојба, за која предходниот месец била испорачана предпоставена вредност пониска од тоа што било потрошено. ЕВН нема никогаш да наплати повеќе од она што корисникот го има потрошено. Доколку поради горе наведените причини не било возможно отчитување на брилото, со наредното отчитување ќе се поравни потрошувачката во зависност од тоа дали корисникот потрошил повеќе или помалку од последната препоставена фактура. Драги наши, тоа беше официјалното соопштение на ЕВН Македонија во однос на сметките. Секако сакаме да слушнеме како изгледа сумата, дали имате драстично повисоки сметки за струја, па сето тоа да ни го откриете на 023076677. Во продолжение секако ќе најавиме дека денес ќе вклучиме и гостинка. Ќе откријам доволно дека е наша колешка Мирослава Брнс, но овој пат покрај тоа што е голем професионалец во својата професија, ќе откриеме дека и одлично најверојатно знае да штеди, бидејќи има неверојатно ниска цена на струја. До многу подоцна ќе откриеме заедно со неа што и како до пониска сметка за струја. Сега идеме со нашиот следен гледач. Добро вечер. Добар ден, добро вечер, во црвена линија сте. Ало, добро вечер. Добро вечер. Добро вечер. Ние одлично ве слушаме, па и ве открите ни дали имате драстично повисока сметка за струја за месец јануари. Сметката не е дојдена уште сега, но сакам да се надоврзам на господинот пред малку што се јави, што рече дека со вртењето на тие нивни броеви што се на ЕВН, воспоставија така да се плаќаат голема сума на пари. Значи вртиш цело време, не ги добиваш и после тоа, ако ги добиеш, сметката е веќе на телефонот поголема. Значи тоа е неправда голема. Така. Еве, дали редовно се чита кај вас броилото, и тоа е многу важно да не откриете, бидејќи една од причините се спомнува и нередовното читање на броилата, а дури и граѓаните најверојатно не умеат или не се доволно информирани, а сето тоа е објавено на страната на ЕВН. Како да се чита бројот? Чита, пошто овие... Ало? Да, Да, во црвена линија сте. Ги читаат редовно, бидејќи броилото се во зграда и надвор. А иначе, право се оние кога броилото се негде внатре затворени, немаат услови, но сепак се прави тоа поравнување. Тоа го знаеме секој. Редовно се во читање, дека се точно. Но проблемот е во тоа што кога секој сака да пријавиш состојба на бројот и што нема достапност да влезат интересаторите нивни, тогаш проблемот е во вртењето кога ги сака да ги добиеш, што тоа ставија да се врти на тие броеви да се плати. А дали сте се обиделе да оставите информација преку мејл да контактирате сепак и таа опција? Не сум се обидел. Почесто кога има некоја потреба го пријавувам директно таму на тој број. Така, ви благодарам. Благодарам што се јавивте во црвена линија. Останете со нас до крај. Одиме со следен гледач. Добар ден. Или добро вечер, во црвена линија сте. Ајде, јас ке пробам. Ајде. Добро вечер. Добро вечер, добар ден, црвена линија. Дали се слушаме?
Дали слушаме? Да, Одлично се конечно. слушаме. Повелете. Благодарам. Ако се слушаме добро. Да, продолжете. Благодарам. Па вака, ја ми се чини дека со ова со сметкиве не е лошо не само да не се прати средство за смирување, може треба уште нешто повеќе од сето тоа, така да накаде или нејќеле овие сметки што ги добивме сега за јануари, стварно боли глава. Значи, така да не можеме ни да помислиме. Ало? Да, во црвена линија Значи, не можеме ни да помислиме дека ќе успееме да бидеме смирени и да можеме, што се вика, да речеме, не е скапо, може да се поднесе. Меѓутоа, нашите лични доходи во нашата мила држава, значи, ние сме повеќе од 60-70% со минимални, да речам, лични доходи, не вика не повеќе од околу 15-16 илјади денари. И да речеме фала, што сега, ако тоа го испочитува, да биде уште 3000 денари, не е тоа за подценување и треба да бидеме благодарни. Но да видиме тоа во наредниот, односно од 1 април, како ќе биде, што ќе биде. И тогаш ќе може сигурно ќе поставите тема и ќе дискутираме. Мојата сметка за овој месец не е многу голема, не е околу 5000 денари, претходната беше од 3200-300, така да не се жалам, затоа што немам кој да ми помогне. Во оваа ситуација само може да се кукаме, да со вас вие да ни правите задоволство со тоа што ќе се испукаме, а вие не сте виновни за се тоа. Но ете, нека помине вака како што е. Благодарам. Поздрав до вас и до сите гледачи на нашата телевизија. Благодарам. Благодарам и вам за вклучувањето во црвена линија. А и вашиот глас се слуша и се цени, нормално е тоа. А ти намислам дека само од време да свртиме кон социјалните мрежи, да видиме на Facebook црвена линија во пораки што сте ни испратиле. Првата порака од Гоце Димитров за тие што се грееме на дрва и готвиме на дрва во зимскиот период и пак сметките се ненормални. Ете, интересно, значи преку овој коментар откриваме дека некои луѓе можеби воопшто не ја ни користат струјата за греење, но сега имаме, верувам, и следен гледач, еве може да ни откриете дали штедите дома, дали менаџирате колку трошите. Добар ден. Ај, добар ден. Добар ден и секој е добро, во црвена линија сте. Навистина на црвена линија сме. Сите граѓани на Република Македонија на црвена линија стоиме. Вака јас ќе ви кажам. Јас живеем во стан. Сметката за декември, летен период, 1300 денари плаќам. Сметката за декември, 3000 денара за термото го пали. Во купатилото, греалката не ми работа, бојлерот не ми работа, машината за перење не ми работа. Во кујна користим само фрижидер и шпорет. Термото ми е овде, откако кај што гледам телевизија во собата и кај што спием. Тоа користим, таа струја га користим. И сега ја израчунав вие како што кажавте, за јануари, чим 3000 за декември платим, 30% не ми ги не 3900-4000 денари. Нисум јал, нисум пил, истата работа. Не разбирате? Ја не знам, Евана, дали е 57% на државата Република Македонија или на Евана, на австриците. А дали проверувате Еван колку трошите? Дека и сите држави може да ги продаде на Евана. Види до која дереже дојдовме, да продаваат државен имот, бизнис да прават. Добра. Тоа би било се или? Па ти игри се, ја ти реков, зависете колку има станови. По 1000 денара плюс. Израчунајте во Македонија, кај одат тие пари по 1000 плюс? Нови централи, нови езера. Благодарам што се вклучивте во црвена линија. Со Тео, еве, уште еднаш ке подсетиме, внимавајте на тајмерот, не случајно го објавуваме, за да можете да се го мерите времето на искажување на ставот. Уште еден став на Facebook. Така, а сега накратко се навратиме на нашите социјални мрежи. Имаме следен коментар, односно порака од Владко Мјалов. Дали ние корисниците треба да бидеме инкасатори? Во нашиот град да се чита еднаш
на 3 до 4 месеци. Дали корисниците се должни сами да ги читаат броилата? Дистрибутерот е тој што треба да ги чита и не е вистина дека сметки доаѓаат и помали, а не само поголеми. Одиме со уште еден гледач, овој денеска ни се допаѓа, паралелно функционираме, ве има на социјалните мрежи, ама ве има и на линија. Добар ден, добро вечер. Ало. Во црвена линија сте. Колкава е вашата сметка за месец јануари? Значи, не е проблем да го читам струмерот, али е проблем, ме слушате? Да. Али е проблем што ќе остане некој од Евана, нарочито некој работник, како инкасаториве, без работа. И затоа е пожелно инкасаторот да доаѓа да го чита. Инако не ми некој голем проблем да му им прочитам на овие на Евана моите податоци со колку сум истрошил киловати. Иначе да ви кажам искрено, кога излезе Радмила Шекеринска да се пари дека направила јак бомбона бизнис, се завршат оние агонии и проблеми со крадењето струја, нарочито у некои региони на државата каде што ни полиција не сме да влезе, а не па Евана. И мисле дека се Евана некои попакпани, мисле дека се странска фирма и дека тој дел од работата ќе ја завршат. Испадна дека они се исто гребатори кои само чекаат некој друг да им покрие загубите што ги прават. Измаршира ловно тука од државата како дистрибутер на струја, наречито ке приватните куќи. Затоа што ако ти бе бате си мангуп, ќе си ја тераш работата како што треба, ако не те била, ајде ќе дојде друг оператор. Така да во други државата го држи како монопол овдека. Што да кажам друго, но страшна работа е со струјава. Поздрав. Поздрав и до вас. Продолжуваме понатаму. Одиме сега, како паралела што си правиме ние, сега на социјалните мрежи. Имаме следна порака од Славко Мишура. Кого мафтат од Евана, состојбата на броилата ги имат нон-стоп на компјутер во секој време. Така и за изработка на сметките за потрошена електрична енергија. Оние што ги читаа се чисто за контролни потреби. Тоа е ставот на Славко. Поздрав до Славко, пишувајте и коментирайте на Facebook, а сега вклучуваме следен гледач. Добро вечер веќе. Ало, добар ден. Добар ден, секој е добро. Колкава ви дојде сметката за струја? На вас убав ден да ве видам. Благодарам. Знаете колкава ми е сметката наша? Одолку колку ќе потрошиме. Ако знаеме да штедиме, помалку ќе платиме. Ако знаеме да трошиме, нормално дека повеќе ќе платиме. И знаете што? Сметките се тие кои што не идат од Евана. Ние имаме струјомер кој што отчитува секој киловат потрошен. Знаејќи ја состојбата дека во прошлиот месец сум плачал 2000 денара пута 10%, 2200 денари ќе платам. Не можам да плачам 3000 како што господава кажуваат. Ако они трошат, онда нормално дека во зимскиот период, ако се греат на струја, нормално дека поголеми ќе бидат сметките. Јас знам дека состојбата дека со енергенците во тешка ситуација во Европа 50% е поскапено, господо, струјата. Кај нас дочекаме на 10% и дај Боже да остане така како што они кажуваат. Сега треба да си обратите пажња на вашата потрошена електрична енергија, да си отчитате сами на броилото колку имате потрошено, а не да ви пуштаат паушални сметки и само да ги плачате. Колку киловати пута толку и готово, тоа е чиста сметка. Евана, дали е честа или не, а они си знаат. А ние треба да ги отвориме очите, да ги прегледаме броилата. А кој не знае, може да си видите, да викнете инкасат, нека го проверат броилото. Благодарам што се вклучивте во црвена линија. А сега како најава ќе покажам еден пост кој што предизвика особено реакција кај следбениците на нашата следна гостинка и на сите оние кои што го прочита овој пост на Facebook. Мирослава Брнс вели и е многу горда. Сметката за струја ми е 1300 денари. Поише романтика, децо. Следете ме за повеќе совети. А ако треба совет, тогаш секако за висока сметка за струја, како да избегнеме, ќе вклучиме Мирослава Брнс, која што воедно ќе потсетиме дека е долгогодишен новинар, одличен професионалец во својата бранша, ама одлично менаџира и
штедење и контрола на сметката на струја. Мирослава, здраво! Добро вечер, Тина. Добро вечер, како си? Добро, благодарам. Дали не следиш од Темница? Не ве слушам. Дали не следиш од Темница? Не се слушаме ли? Не слушам многу добро, ама знам зашто ме барате. Да. Се разбира дека констатацијата за романтиката беше шега во насока на она седење дома во атмосфера на свеќи. И се надевам дека вистинската причина поради која сметката за струја кај мене не претрпе големи промени не е нечитаното броило. Слушајќи ги останатите гледачи кои што се јавија во вашата емисија, така што ефектот на одложен шок од струјата, од сметката за струја кај мене веројатно ќе следува идниот месец. Станува збор за домаќинство кое што е мало, од 57 квадратни метри, во кое што живееме само две лица, јас и сопругот, и немаме променето ништо од режимот на користење на електрични апарати или уреди, готвиме исто, се грееме исто, не на струја, а и во ист број на часови користиме светилки, но поради природата на нашата работа, голем дел од денот не го поминуваме дома. Јас од секогаш сум љубител на светли станови, така што се потрудивме да внесеме многу светилки, лампи, рефлекторчиња имаме дома, сијалички за нова година, но сметката остана 1300 денари како и секој месец. И не знам како да се однесувам сега кога ми е таква, гледајќи дека на сите околу мене им исклучително висока. Така што не ми се верува дека само јас ќе бидам среќлија, а на сите околу мене им се удвоен или повеќекратно зголемени трошоците. Единственото што го променивме во функционирањето дома беше што користевме штедливи сијалици и бойлерот за грејење вода го вклучувавме ноќе. И уште едно нешто што го правиме редовно е го чистиме фрижидерот од мраз. Така. Еве, ова се трикови, бидејќи јас горе долу живеам во толкава квадратура, ама сметката ми е дупло од твојата и тоа без покачување. Така и Мирослава, поздрави од мене. И како што пишате тука, следете за повеќе совети, поише романтика, сето тоа. Може да ни откриете кои се тие совети за поголеми простори, ако знаете некој? За повеќе романтика. Па, препораката за поголема романтика и пониски сметки беше шега, да си купуваме повеќе свеќи, да поминуваме повеќе време заедно во кругот на најблиските во пригушена светлина и така се надевам ќе преживееме. Со оглед на тоа што според мрежните правила на снабдување со електрична енергија, евено има обврска нашиот мерен уред да го отчита само еднаш годишно, а понатаму тоа останува како наша обврска, што за голем број граѓани, еве и од мојата новинарска работа знам дека е тешко, не е баш наедноставно, потоа треба да се пријавува таа состојба редовно и така. Благодарам, Мирослава, што се вклучи во црвена линија. Јас лично ќе превзема мерки кај мене дома, па со истата квадратура како вашата ќе постигнам сметка, ќе се обидам да постигнам сметка од 1300 денари. Да. Важи, Тина, се слушаме следниот месец да видиме да ги порамниме сметките. Апсолутно. Голем поздрав до тебе, а големо здраво Тео ќе превземе сега за нашиот следен гледач. Така, добро вечер, дали се слушаме? И нормално, како сте? Ало. Ало. Да. Ало? Дали се слушаме? Добро вечер. Слушаме. Да, се слушаме. Да, се слушаме, во црвена линија сте. Види, сонце, ние живееме во Маđари. Поздрав до Маđари. Секоја година гориме добро, ова година и поскапа струјата, ама 2 месеца ми дојде првиот месец јануар 10.400, сега вториот 9.000 денари. А колку штедиме, работиме, на плин готвиме и многу струја ми дојде. Не знам дали грешка, ама не се читани сатовите душо. Можете сами да го читате броилото, тоа е факт, инаку како инструкции имате објавено на самиот сајт на ЕВН, така да за сите корисници има објава како полесно да се ги читаат броилата и да ја јавуваат состојбата до надлежните.
Но како а да ова сега слуш... што е поминато, то ништо нема. Значи, ако броилото, најдобро да се го прочитате сами и да видите и да следите како се менува состојбата. Да, ви препорачуваме во Евана Савета. Добро, може ми, добро, фала многу. Да, јавете ни се секако, еве, јас колку што слушнав, вие добивте помала сметка, ако претходната била 10.000, сега 9.000, Да, тоа значи дека е сепак на подобро, на помалку. Се греете целосно на струја? Само на струја сме, се топлиме, готвам на плин. Так. Так. Благодарам Добро, што... фала многу, хајде ќе видиме овај месец како ќе биде. Благодарам многу што се вклучивте во црвена линија. Секој добро. Сега мислам дека имаме малце време да свртиме кон социјалните мрежи, да прочитаме коментар. Имаме коментар од Антонио. Емисијата ви е супер, благодарам Антонио. Воопшто никој не доаѓа да чита потрошувачката на струја. Минатата сметка ми беше 3600, оваа 6200. Не украдоа јако. Додека некој не ни плаќа струја, а ни вода со години. А ни уште еднаш ќе потсетиме секако да посетите страната на Еван и таму има објаснување како да инструкции како да го читате сами броилото. Така мислам дека се прави и за вода, да. А ние одиме со следниот гледач. Добро вечер. Добар ден. Во црвена линија сте. Добар ден. Добар ден. Се јавувам од Прилеп. Поздрав во Прилеп. Голем поздрав таму. Фала, поздрав и до вас. За овие сметките, јас исклучиво се греам на дрва, а истите апарати што ги имам во домаќинството, и лани ги имам, и цело лето ги имам, и ова зима ги имам. Значи, немам ништо фазма приклучено, а ме дојде, плаќав 3.000-3.500 струја. А сега ми дојде 11.000 струја. Дали ве вршите контрола на броилото? Знаете ли сами да го читате? Да, вршам контрола и јас за декември и јануар имам потрошено 2082 киловати, а за цела година сум потрошил 1800 киловати. И не е можно, јас се жалав таму и ми рекоја тие дека броилото ти е исправно, ако сакаш вели да аплицираш вели за броилото, треба да си платиш 3960 денари унапред за да дојдеш. Уште еднаш повторете колку? Уште еднаш која сума ви ја побара за ново броило? 11.162 денари. Па тоа е претерано. Тоа е премногу, не е да е претерано. Па тоа е еден претерано. викенд на зимување, не знам што да кажам. Премногу. Премногу и јас почнав да се жалам. Нема кај да се жалаш, веќе тие се сите онадени и ми вика ја да си платам 4000 денари за проверка на броилото. Јас сум корисник, не е моје броилото јас да платам за проверка. Нека Времето за жал полезни истече. информации се повеќе не откривате што се случува на терен кога станува збор за домаќинствата и високите сметки за струја. Дај покажи уште еден коментар и така цик-цак ќе одиме секако и оние кои што коментираат на Facebook ни се важни. Имаме порака од Славена, односно слика, најверојатно како она се топли. Исто така имаме и следна слика од Дикембе Мутомбо, познатиот НБА играч, кој знае. Период на читање е 10.12, 15.1, никој од Евана не дојде на 1.1 да направи пресек на потрошени киловати во декември, па да се пресмета точно колку треба да платиме по стара, а колку по нова цена. Скоро цел јануари не бевме дома. На крај сметката беше точно поделена по стара и нова цена. Подале напишано, претходната сметка 6500, новата 11900. А сега имаме и нов гледач. Добро вечер, добар ден. Добар ден. Одлично ве слушаме. Какво е вашето искуство со сметката за јануари, за струја? А слушајте, не е кизне какво солидно и убаво, него има само некои проблеми што стварно Евана треба да си ги реши. Викате на сајтот на Евана, на дистрибуција, викате видите како се чита струјомерот. Има луѓе по 90, 80, 70 години кои што не може тоа да го направат. Може би немат интернет. Треба да молат некого да дојде да му прочита. Што сега треба да му бидиме на дистрибуција, ние да бидиме инкасатори. Па зошто ја плаќаме услугата?
За ние да му ја вршиме работата. Ако ние вршиме работата, тогаш нека ни платат. За нивната потрошена струја ние си плачаме. А нивната услуга треба си ја завршат они. Има многу проблеми кои што дистрибуција треба да си ги виде. Да си ги виде точно броилата што не ги чита точно, што не доаѓа редовно и паушални сметки пишува. Оно што се напомене дека пандемијата е една од најголемите причини. Пазите, господјо, пандемијата не е само за нив, и за трговците е пандемијата, и за водовод е пандемијата. Они си ја бркат редовно работава. Него ајка ви се чека све на готово. И уште инкасанти да му изиграваме и таман ќе види. Благодарам што се вклучивте во Црвена линија. А сега, Тео, има ли уште еден коментар или да си дадеме... Сега идеме на кратки реклами. Така, одмор малку. Помина доволно време, сега да ги објавиме резултатите од денешната анкета. Така, како што бевте информирани на почетокот, еве ги крајните резултати. Над 5000 денари 86%, под 5000 денари 14%. Така. А сега во продолжение и одеме со следен гледач. А пред дали го имаме гледачот на линија? Одиме на социјалните мрежи. Многу важно нешто. Ајде, идеме. Имаме коментар од Јонче Јованов. Ние смо криви зашто е продадено. Евана да си оди. Тео, биди фер, не га читаше мојот коментар вчера и денес пак. Јас барам Евана да си замине. Тоа е ваш личен став. Јонче, ја го почитам тоа и како тоа не сум прочитал. Нормално ако многу коментари, срам да ми е. Ако има многу пораки коментари, ја пробам сите да ги прочитам. А сега во очекување сме да вклучиме уште еден гледач, даваме шанса, а ако тоа не се случи 1, 2, 3, тука е и крајот на денешното издание на Црвена линија. Следете на повторно, се разбира, на Црвена линија, telma.com.mk, на YouTube може да изгледате секој издание што сте пропуштиле. Така, не смете тоа го пропуштите, со така следете на нашите социјални мрежи, на Facebook, Instagram, Twitter, Црвена линија. Нормално и YouTube, Црвена линија. Така, а сега ве препуштаме на вкусните рецепти кои што ги готви специјално само за вас Маја. Останете со Телма. Довидување. Чао, чао.